Македонија е главен пример за тоа кога една држава е жртва на билатералните проблеми на европскиот пат, но без разлика на оваа клучна пречка, владата со жестоко темпо работи и ќе работи на реформите, пред се тие во правосудството. Токму тоа било една од главните теми на кои се разговарало на самитот на ЕУ за Западен Балкан. Порача од Брисел премиерот Христијан Мицкоски. Според него, добро е што во белгиската престолнина се потврдило дека регионов е во видокругот на Европската Унија, но сепак она што продолжува да загрижува кога Македонија е во прашање е билатералниот проблем во процесот на преговори, за кои сите се согласиле дека оставил трајна трага за државава. Тоа кое што не е добро, тоа е фактот дека има голем број билатерални проблеми кои што представуваат пречка за земјите од Западниот Балкан да станат дел од Европската Унија. Македонија е главен пример за таквите пречки кои што изминативе, би рекол, ако тргнеме од годината кога е потпишен договорот за стабилизација и асоциација до денеска, измина 25 години. Од годината од кога официјално станавме кандидати заедно со на Хрватска, да речеме, измина 20 години. Македонија активно работи на домашната задача за напредок кон ЕУ. Мицкоски потенцираше дека жестоко се влегува во процесот на реформи, кој изминатиот период не можел интензивно се испорача поради локалните избори. Мицкоски ги спомена законот за судски совет и новиот кривичен законник, кој веќе се во собраниска процедура. Во еден разговор неформален со претседателката фон дер Лајен се договоривме веднаш после завршувањето на божикните празници, како што и ветив, најмалку 8 од 12, а може и 10 од 12 да веќе бидат чекори завршени. И со тоа ние домашната задача да ја завршиме, да комплетираме нашето досие и да го доставиме тука. Потоа е на земјите членки на Европската Унија дали ќе толерираат билатерализација и практично нарушување на кредибилитетот на пристапниот процес или ќе ги мерат кандидатите според испораката. Во Брисел беше усвоена декларација во која се наведува дека руската воена агресија врз Украина и растечките геополитички предизвици ја нагласуваат потребата од се посилни врски ЕУ и Западен Балкан. Во документот се реафирмира целосната и недвосмислена посветеност на перспективата на регионов за членство во Европската Унија. Иднината на Западен Балкан е во нашата Унија. Проширувањето представува реална можност што треба да се искористи. Ги поздравуваме новата динамика и постигнатиот напредок од последниот состанок. Земјите аспиранти за членство треба да ги забрзаат своите реформски активности. Паралелно, Унијата треба да ги засили своите интерни темели и реформи. Во документот се потенцира дека инклузивната регионална соработка, помирувањето и добрососедските односи остануваат клучни за градење заедничка иднина, како и за спроведување на меѓународните договори со добра волја и опипливи резултати, вклучително и Преспанскиот договор со Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија.